Време е сега за прашање и одговори со Јосиф. Најголем дел од комуникацијата, како и секогаш за оние кои што можеби прв пат се среќавате, треба да знаете дека ја правиме на Инстаграм и на Фејсбук, на моите приватни профили. Исто може да го искористите некогаш и хаштагот AskJosif или па може тоа да го направите и користејќи ги телефоните на телевизија Телма. Petar.rx, кој што прашува дали една доза дневно протеински шејк во комбинација со аминокиселини може да предизвика негативно влијание врз бобрезите и црниот дроб на долгорочен план. Петар, генерално во нашево општество и во глобални рамки многу повеќе луѓето се многу повеќе имаат проблеми здравствени и метаболни поради недостатокот на хранлива вредност, вклучително и протеинот, кој што е основниот градежен материјал. Така да јас би ти рекол да воопшто не се плашиш дека со внесување на една доза на протеински шејки и аминокиселини ќе оштетиш. Напротив, тоа е речиси невозможно да се случи. Единствено луѓе кои што можеби веќе имаат некакви хронични проблеми со бубрези, треба да повнимаваат со внесот на протеин. Но тоа не подразбира да воопшто не го внесуваат, туку да го внесуваат секако во доволни количини. Она што го оптеретува многу повеќе и црниот дроб и бубрезите е целата таа процесирана храна со многу шекери, со многу натриум, со многу конзерванси и адитиви кои што секојдневно многу од вас ги внесуваат и ги внесуваме. Затоа воопшто не се оптеретувај со тоа, невозможно е, продолжи да го правиш и дури јас би апелирал и би посакувал секој од вас да го прави и да ја внесува потребната количина на протеин во текот на денот.